Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Со 156 новозаразени и 27 излекувани во претходните 24 часа, бројот на активни случаи на COVID-19 во земјава во моментов изнесува 2735 мина. Според последните официјално соопштени информации, во болниците се лекуваат 346 пациенти, од кои 7 мина се на респираторна машина. Дали секојдневниот наплив на нови болни ја доведува во прашање издржливоста на македонскиот здравствен систем? Успеваат ли докторите да пружат помош секому кому му е потребна? Има ли доволно места во болниците и доволно кадар? Продолжува ли трендот помош да се бара кога веќе е доцна? За ова вечера во 360 степени разговараме со директорката на клиниката за инфективни болести Милена Стевановиќ и пулмолергологот од градската општа болница 8 септември Маријан Баловски. Кон крај е и новата саботажа. Бидете со нас, дебатата почнува по блокот реклами. Гледате 360 степени. Каква е состојбата со искористеноста на капацитетите на двете јавно-здравствени установи кои се најистурени во актуелната битка со COVID-19? Инфективната клиника и болницата 8 септември. Во каква состојба доаѓаат болните и какви се искуствата со болеста и лековите што се користат против неа? Вечерва во 360 степени ќе разговараме со директорката на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Милена Стевановиќ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Добро најдов. И со пулмолергологот од градската општа болница 8 септември, доктор Маријан Баловски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. На почеток должиме веројатно објаснување зошто сме со маски вечерва. Заедно се договоривме дека дистанцата е гранична. Би требало да биде метар и пол до 2, немаме веројатно толку меѓу нас и рековме дека е подобро сепак со маски да бидеме. И ова е новата реалност во секојдневното функционирање, затоа што вирусот е меѓу нас. Добро. Што значи тоа што на клиниката ниеден пациент во моментот не е на респираторна машина, а да речеме 7 мина кои што се во градската општа болница 8 септември се на респираторна машина? Дали значи дека кај вас доаѓаат помалку тешко болни, а во 8 септември потешко болни? Јас не би можела да кажам која е тежината на болните во 8 септември, тоа ќе го разложи колегата Маријан. На жалост, тоа динамика на работа и на организација и на следење на болни на се што е потребно не ни дозволува да се посетиме и да видиме каква е состојбата на едната или на во другата болница. Како и да е, бројката на исклучително тешки пациенти кои не се оценуваат по моето мислење или по мислењето на колегата, туку по сериозни критериуми кои се главен репер за тоа колку е некој пациент тешко болен, е нешто во кое ги оценуваме и секако сме навистина полни со вакви пациенти. Не велам за тоа да го разберете како критика или карање, не дај Боже, нели? Таман работа. Не сме тука за тоа, тука сме да ги разјасниме. Не, и добро е веројатно што е така. Секако, мора да биде така, затоа што ние сите се водиме по критериуми. Значи, не е тоа некако било како, туку по критериуми. Иако станува збор за една нова болест, болест која сите од низиното појавување во од ја учиме. На почетокот ја учевме од искуството што светот го имаше пред нас. Во меѓувреме нашето сопствено искуство го стекнавме. Секојдневно излегуваат многу науки и публикации медицински врзани со COVID од повеќе различни аспекти, од вирусолошки, од клинички, од јавноздравствен карактер и така натаму. Успевате ли се тоа да го следите?
Па видете, ние некако имаме некаква шема каде што се обидуваме максимално да следиме и на почетокот се тоа многу поинтензивно и поборно и сум сигурна дека и колегите во 8 септември тоа го прават и со колегите инфектолози во 8 септември со кои имаме многу поинтензивна комуникација, ги заедно споделувавме сознанијата да стекнати прво ние во надвор, а после и сопствените, тоа е ден денеска на едно редовно ниво. Да заклучивме, сум повеќе од сигурна дека и колегите тоа истото го прават во 8 септември, дека мораме да се базираме на собствените искуства, сепак условите во кои ние работиме, нашите пациенти се драстично поразлични од било кои други, кинеските или Италија или така натаму. Затоа сакаме да се држиме до нашите собствени искуства и бенефитот максимално да го извлечеме и од нашите сознанија лични. Се разбира дека прерано е да дискутираме научно, високо научно, затоа што анализата, собраните податоци, се уште никој од нас не може вистински да ја статистички обработи и анализира се ова што би се рекло клиничко око и клиничко искуство. Ќе сакам за тоа да зборуваме малку подоцна на вистина какво ви искуството со фазата во која ви доаѓаат пациентите, кој од лековите кои што ги користите, а многу од тие ги користите како се вели во зона off-label, за кои што нема докажани научни искуства за тоа како, кога, во каква ситуација треба да се користат, но малку подоцна. Доктор Баловски, рековме кај вас во моментот 7 мина се на респираторна машина. За жал, кај нас се екстрено тешка и тешка клиничка состојба пациенти. Имаме вкупно 136, од кои што 90 се веќе докажани позитивни, 40 на пациенти се високо суспектни за COVID-19. 7 се поставени на респиратор на асистирана вентилација, 6 се на вентилација со CPAP маска, значи одиме по тенка жица, буквално се случува да прашање на време кога и тие ќе мора да бидат интубирани и да преминеме на инвазивна вентилација. А 80% од овие пациенти бараат кислородна поддршка, како никогаш до сега, никогаш не биле олку искористени да кажам и боците за кислород и сите оделенија каде што имаме централен довод на кислород. Јас со права можам да кажам, не само овој период кога е бројката многу поголема него и претходниот период, буквално се справуваме со пациенти кои што имаат тешка и екстремно тешка клиничка состојба. Дали е така, можеби затоа што сепак вие сте ургентен центар, па кај вас се упатуваат прво пациентите или? Тоа беше некако стратешки. Ефективната клиника секако беше институција која и кадар на кој работи тамо, кој треба прво да биде да се справува со проблемот и секако капацитетите да се пополнат до крајот или блиску до крајот и да понатаму се направи стратешки проширување на други болнички капацитети. Денови слушнавме за еден трансфер, ми се чини на. Па ние трансфери правиме често, не само денеска, се разбира. 8 септември доби една многу сериозна дополнителна задача, затоа што како болница и тоа беше нели предвидено во оваа стратегија на згрижување и опфаќање на пациентите, тоа што секако не очекувавме дека пациентите со инфицирани со новиот коронавирус или со развоена слика на COVID-19 ќе бидат само од COVID-19 болни. Секако дека планиравме и очекувавме дека меѓу нив ќе има и пациенти кои се на хронична дијализа, дека меѓу нив ќе има и пациенти кои ќе имаат потреба од хируршка интервенција и така натаму. Така да 8 септември како болница кој ги има сите овие капацитети беше веројатно и логично да биде дел од оваа стратегија и план за клиничко справување со COVID-19, иако колегите имаат навистина мал број на инфектолози кои работат тамо, колегите интернисти без двоумење, колку што јас знам, ама тоа Маријан веројатно сам ќе го каже повеќе, се нафатија да се справуваат со овој здравствен проблем и заедно да го одиме и учиме лекувањето. Практично сите сте сега COVID доктори. Дефинитивно сите сме COVID доктори и како што спомена доктор Милена, јас морам да потенцирам, ние со тројца инфектолози, само тројца инфектолози сме рамо до рамо со инфективна клиника, дори можеби во ситуација и во наводници ради новите моменти кои се случени,
и во справување со тешките пациенти и најголема установа која што го носи товарот и бремето и еден апел до колегите во регионалните центри кои што се во Македонија, каде што имаат исто врвни интернисти школовани на истата школа каде сме школовани јас и докторка Милена, и врвни анестезиолози, дефинитивно како што се нашите анестезиолози, затоа што просторно може би болницата има капацитет, но кадарот, верувајте, 4 месеци во борба со овој вирус и просторот, значи биреќи не се нашите ресурси неограничени со човечки фактор, треба да бидат подлучни, похрабри, да ги не похрабри апсолутно анестезиолозите, апелирам бидејќи се врвни анестезиолозите и регионалните центри кои што се формирани во Штип во Битола да ги се справуваат со пациентите со тешка клиничка слика, бидејќи верувајте кога доаѓаат во најчет ургентен центар упатени, а од старт се уште во матичната установа каде што се јавиле со овојна тешка клиничка состојба со ниска кислородна сатурација, дополнително оној неколку часовен транспорт дорека дојде во болницата и како ги влошува, ја влошува состојбата на пациентите и тие мора веднашка да се применат буквално агресивни мерки со цел да се сочува нивниот живот. Затоа апелирам до вклучување бидејќи новите моменти кои се случија последниот месец дена, значи новите предизвици бараат нови решенија. Она што во почетокот беше планирано и кај што добро се справувавме заедно со инфективната клиника, веќе бара нови решенија. Тоа сакав да ве прашам. Едно од прашањата кое што деновиве лебди е дали буквално капацитетот сега се истегнува до максимум или сепак има уште простор и во смисла на број на легла, на кревети и на кадар кој што може потоа да се грижи соодветно за тие болни. Кај вас во моментот, ако е точно, имате 99 хоспитализирани, а мислам дека во тој дел од зградата рековте дека имате околу 110 кревети. Капацитетот на инфективната клиника е со максимум од 110 кревети и дополнителниот монтажен објект кој е приклопен до клиниката има 70 капацитет од 70 легла. Знаете како, инфективната клиника не е прв пат да се соочува со зголемен епидемија, вака енормно зголемен број на пациенти, но секако е прв пат нешто што има вакви димензии како што има ковид, од секој возможен аспект, не само по бројката на болни, туку по тежината на болеста, по спецификата на патофизиологијата, по потребата од различните исследувања и третмани. Она што е мое согледување во комуникација со колегите пред инфектолози низ државата, можам да кажам дека веројатно како никогаш досега вака интензивно се немаат вклучено сите инфектолошки служби на располагање и на вистина со обзир на потребата од континуирана комуникација, колегите кои работат на инфективните оделенија како Велес, како Куманова, како Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, значи навистина сите работат со полна пареја и збринуваат се што можат да збринат во максимум. Успеваат ли тие соодветно да се вклопат? Јас верувам дека е тоа да, меѓутоа се согласувам во еден дел со колегата дека можеби малку повеќе и храброст треба, но исто така и поголема поддршка од колегите интернисти со кои соработуваат во своите болници. Не е ова критика, да не бидам погрешно сватена, не би сакала. Ова е апел, затоа што колегите интернисти почнаа да доаѓаат и кај нас во нашите болници и не е едноставно воопшто да во една ваква ситуација си го ставите семејството дома и да дојдете во болница за вас апсолутно непозната од малтено од студентски денови не сте ја виделе и да се вклопите да работите нешто што апсолутно не знаете што е. Јас сум не само многу благодарна, него и сакам да истакнам значајот на нивната работа кај нас, затоа што со неверојатна брзина за 2-3 дена се уклопија и ги следат сите протоколи, критериуми, специфики, што еден клиничар искусен, како што се и тие впрочем, многу лесно
ги согледува и влегува во навистина пракса и во помош на Значи, секој еден пациент. Ви се од помош. Апсолутно, апсолутно. Како е вашето искуство, доктор Баловски? Кај вас во болницата има и лекари и друг персонал? Така, почна да доаѓаат исто кај нас колеги, лекари кои се добри дојдени, кои што ви ги поздравувам. Бројката која што ќе биде потребна и е потребна, треба да биде и поголема. Јас за период да се вклучат и ако е можност се разбира и лекари и од клиника, освен лекарите од внатрешноста, бидејќи да бидеме реални, може би лекарите од внатрешноста се треба да помогнат во нивните матични станови, бидејќи болеста се Кога шири. мислите клиника, мислите на другите Клиничките, клиники, не на нашата клиника која што во моментов нели може би има слободен персонал за да помогне, бидејќи се работи за на мултисистемска болест, иако е вирус од респиратор, велиме према најчестиот начин на влегување во телото, сепак навистина, како што се изразив во една друга претходна дебата, се работи за вирус кој што е чудовиште, кој што само може би влегува преку дишниот пат, а во суштина нема орган кој што не го засегнува, почнувајќи од срцето, како нели на директна врска белите дробови срце. Понатаму продолжувајќи на црниот джигер, панкреасот, бубрезите, мозокот со голем број на компликации, така да потребна ни е сериозна поддршка од аспект на недостиг на кадар, кој што веќе и се нели да кажам е преморен. И на бројката на пациенти е презахтевна да може да се одговори со овој кадар. Како што спомнав, имаме нови предизвици кои што бараат нови решенија, нови моменти. Затоа, кога спомнав пациентите кои се со екстремно тешка клиничка состојба, јас верувам и сум сигурен дека исто ќе бидат успешно решени како што се решаваат и во нашата болница, односно ќе се применат истите мерки на асистирана вентилација како што се лекуваат и во нашата болница. Да. Директорке, не ми одговоривте на прашањето за капацитетите. Дали ве плаши тоа што сега речиси стигнувате до 100% искористеност на капацитетот во зградата? Колку мина ви се хоспитализирани во мобилната болница? Десетина пациенти, јас ви кажа, десетина пациенти има во мобилната болница. Видете, секако би било неодговорно да ви кажам не ме плаши се во ред. Мислам, тоа би било навистина неодговорно од мене. Секако дека ме плаши. Меѓутоа, исто така континуирано испишуваме пациенти. Значи, има ли како сега полните, кандидати така, за испишување? И празните. Значи, да речеме, ние денеска сме испишале 6 пациенти, вчера сме испишале десетина пациенти. Се не ме држите за збор, може би биле и 12. Но сакам да кажам, процесот движи. Секако дека во овој период поголемо е примањето отколку испишувањето, затоа што лекувањето во принцип трае подолго него што би била некоја друга вообичаена пневмонија која би ја лекувале, па дури и тешка, која би ја лекувале во болнички услови. Секако дека загрижува, секако дека секој сантим се гледа да се искористи максимално, а да при тоа не го донесете нити персоналот, нити па болните во ризик. Да речем, од една страна персоналот со пребукирана болница. Ние гледавме многу различни слики од Италија, од Кина и тоа не би сакале. За сега тоа не сме го виделе кај нас. Тоа не сме го виделе до сега кај нас, но затоа се капацитетите други болнички кои ги отвараме, затоа што тоа нити води до квалитетен третман, нити пак води до успешно лекување, а ги донесува персоналот во висок ризик од инфекција. Тоа секако нема да го дозволиме да се случи, затоа се колегите тука во смисол на тоа и затоа ги отворија капацитетите се повеќе и повеќе и се планираат така. Оно што е многу битно да се каже е дека во нашите третмани мораме да бидеме многу прецизни. Ги спомнувавме респираторите на повеќе пати. Се трудиме својот максимум и најпозитивно искуство со минимум лош или непосакуван исход од болеста да обезбедиме. Ние денеска не ставаме или избегнуваме да ставиме пациенти на респиратора, тоа што нашето искуство зборува друго. Колегите имаат сериозен тим на анестезиолози кои се во составен дел од клиниката, кои се исто така имаат собствени искуства, многу позитивни. Така да ние гледаме на вистина максимум собствените знаења да ги искористиме и позитивни искуства да ги искористиме. Се разбира, секојаш може подобро, но од она што го учевме од посветот, јас верувам дека Маријан ќе се сложи, на крајот денеска, мислам надалеку сме од крајот, но денеска ако можам да сумирам,
коментирам. Мислам дека најефикасните примени на она што значи третман, тоа се всушност од нашите собствени Дефинитивно. од нашите собствени искуства, а третманите кои се препорачани во светот, ние ги применуваме. Да речеме, деновиве беше многу експлоатирана. Ај чувајте го тоа, ќе ве Ајде, прашаме. добре. Ќе зборуваме Ајде, за добре. лековите, за капацитетите, сакав да ве прашам. Надоврзам на доктор Билена, кај нас, за жал, се поголем е секој ден притисокот, почнувајќи од ургентни центри, каде што исто дежурат, се ротираат интернисти во тимови. Така да некаде околу 50 бројката нели е на дневно пациенти од кои што 20 завршуваат со хоспитализација. И ви кажувам, се работи за пациенти кои што за жал се со тешка и екстремно тешка клиничка слика. И ние, како лекари, дефинитивно воопшто не го посакуваме ставањето на пациентот на асистирана вентилација. Но, кога имаме мноштво на пациенти со тешка и екстремно тешка клиничка слика, кога буквално ни оди, кога гледате дека пациентот модрува, кога гледате дека сатурацијата паѓа 40-30, кога гледате дека бројот на респирации буквално човекот се губи, ние мораме да ги интубираме. За жал, велам, за жал, ја немаме во наводници таа среќа да имаме пациенти кои што би не барале ваков третман со асистирана вентилација. Инаку е најмалку посакувана опција. Дори овие пациенти кои што сега ги ставаме на СИПА вентилација, тоа е неинвазивна вентилација, но сепак машината помага да под одреден притисок влезе воздухот во белите дробови на пациентите, бидејќи е нарушена размерата на газови. И тоа се пациенти кои што буквално прашање само на време доколку сите преземени мерки кои што се буквално мултидисциплинарни не дадат резултат, а кај оваа болест, кај ова заболување, дефинитивно не може да се каже како ќе биде исходот, како ќе биде текот на лекувањето. Со капацитетите, кај вас се зборува за неколку стотици се извинувам, легла, но дали имате доволно персонал ако примите толку болни? Треба, немаме доволно персонал. Персоналот треба да се надополнува од профили интернистички, од профили на средномедицински персонал, од профил анестезиолошки. Затоа апелирам до регионалните центри да пациентите кои што ќе бидат од тешка клиничка слика, верувајте, ќе бидат исто успешно решени како што ќе бидат и кај нас решени. Дали се уште ви доаѓаат многу пациенти на кои што дури и не може да им се помогне? Доаѓаат буквално во ситуација кога се случува да или во дежурна служба, значи во ургентниот центар завршат лошо, значи не може ни да се примат, или набрзо после приемот, иако ги поставуваме веднашка на машина, бидејќи мораме, завршуваат со летален исход. Дали е тоа причина касното доаѓање на најавување на лекар или плюс дополнителното влошување, како што кажав, доаѓаат од далечни места, цела Македонија, кој што дополнително го влошува здравјето на пациентот, а и самата природа на болеста кај одредени пациенти на вистина развиваат тешка клиничка состојба, посебно кај пациентите каде што имаме еден екстремен имунолошки одговор, она цитокинска бура која што често се спомнува, нели може да се слушне, каде што буквално во обид да се исчисти вирусот од она место каде што е примарно белите дробови, привлекувајќи воспалителни клетки со овие цитокини кои се гласници, каде што имунитетот нели алармира, тука има проблем, дојдете да го исчистиме, буквално се пука од сите оружје имуните клетки. Сега, уништувајќи ги клетките заразени со вирус, тука се случува уништување и на самото белодробно ткиво, каде што се нарушува комплетно самата вентилација, самата респирација, веднашка како прв орган, че немаме кислород, знаете колку е тешко да се преживее без кислород, се умира, знали колку мрите тоа, нели го знаеме сите. Веднашка страда срцето, се активираат прокоагулантни механизми, настануваат... Тоа е практично организмот работи сам против себе. Сам против себе се случува на состојба на акутен респираторен дистрес синдром кој што има во светски рамки висок процент на смртност. Така да, можеби и бројката на изгубени животи е токму се работи, да кажам, и голема, бидејќи пациентите се со екстремно тешка клиничка слика. Инаку далеко тоа, пошто сите протоколи кои што ги пременува инфективната клиника и нашите инфектолози имаат воена соработка со инфективната клиника и знае доктор Камилјанова, че сите протоколи се дава и антиретровирусна терапија, одевме со антиинтерлeukin 6 терапија со октемвра. Така да исто и протоколите кои што беа првично со хлорокин и азитромицин се така се применува. Да не кажам цело на респираторна поддршка, супортивна поддршка, антибиотици,
Значи, антиаритмици, антикоагулантна терапија, бидејќи овие пациенти прават и акутни срцеви спенувања, прават миокардити, прават еден акутен миокарден синдром, да го наречеме, прават акутна бубрежна слабост и кај пациенти кои што воопшто немале бубрежна болест. И кај пациенти кои што немале срцева болест прават миокардит кој што буквално го ослабува срцето не може да пумпа крв. Значи се бориме со сите оружја. Одиме со антиритмична терапија, антикоагулантна, прави тромбози и акутни во поглед на мозочни удари, во поглед на белодробни тромбоемболии, така да микротромбози во бубрези, микротромбози во мозок, на вистина имаме еден вирус кој што е чудовиште, кој што засега многу органски системи. Да. Предпоставам за дексаметазонот сакавте да кажете. Да, сакав да ова се што го раскажа колегата, навистина е една многу комплексна патологија, една многу комплексна развојна болест, кој неретко од најбезазлена симптоматологија може за многу кратко време да се развие во навистина сериозна болест, а при тоа и овој АРТ синдром кој го спомнува, акутен дистрес на респираторниот систем, што го кажува колегата, не е па ни оддалеку сличен со тој истиот кој го предизвикува грипот, да речем, со кој ние сме имале многу големо искуство. И колегите кои јас и еден дел од нив интензивисти кои го работеле тоа на инфективната клиника, навистина не можат да го поистоветат на ниеден возможен начин. Но затоа... Може нешто да прашам? Да? Вие мислам дека сте... ваша субспецијалност е ХИВ, така? Знам дека дел од пациентите ги третирате и со антиретровирусната терапија која што се користи токму за инфицираните од ХИВ. Како решавате кому, да речеме? Нема тоа. Значи, вака, нема кому. Лекот е тој и е тамо. Ние... Не, точно ве разбрав што сакате да ме прашате. Нема кому. Се знае кому треба. Прецизни се препораките кому треба да се даде лек и каде може да биде максимум бенефитот од лекот. Колегата ги спомна и антималариците. Ги дававме по сите препораки. Ние немавме некои екстремно лоши или несакани ефекти од лекот, но исто така го прекинавме кај повеќе пациенти затоа што несаканиот ефект од лекот го забележивме со многу блиско, многу интензивно следење на пациентите. Така да не можете да дадете лек, како што вие самите рековте, off-label, кој практично не е наменет за лекување на таа болест, а да притоа не ги процените бенефитот и ризикот кај пациентот кој може да го има од тој ист лек. Сме следеле се што треба, вклучувајќи и тогаш кога почнавме да даваме лекот кој го спомена исто колегата Актембера, кој има уствари задача таа кининска бура да ја смири, да го изгаси стартниот пожар, кој исто така не така едноставно се дава, се следи многу блиску пациентот да се даде во вистинското време на таа цитокинска бура, каде што би делувал со својот максимум и би имало ефект позитивен од него, но пак лекувањето после мора да продолжи, пошто не е само бурата, тој автоматски комплетно го намалува имунитетот на пациентот на тој начин. Со што треба веќе понатаму да се вие изборите со умешно комбинирање на антибиотици, на друга терапија за поддршка на организамот на пациентот. Сега не, затоа што сезоната на грип е апсолутно завршена, веќе одамна, и тука немаме суспекција дали е некој пациент болен од грип или од ковид. Тамифлуто беше препорака кога не знаевме што може да биде прво, или што може да биде основната вистинската дијагноза на пациентот. Одамна не го даваме тамифлуто. Она што сакав да го докажам во врска со кортикотерапијата која ја спомнувавме, денеска беше многу, деновиве беше многу актуелна. Излезе една студија од Велика Британија, ми се чини, така? Која што укажа на тоа? Повеќе студии се излезени. Значи, знаете како денеска ние сме гладни за медицинско знаење, информација, искуство од светот и тоа интензивно го следиме.
На жалост не е тоа се така едноставно, нити да се напише, нити да се публикува, па многу и публикации беа повлечени како нерелевантни од научниот свет. И затоа на крајот беше најпаметна опцијата да веруваме во себе и во сопствената умешност. Па впрочем и оваа терапија со кортикостероиди, која слично на некој начин делува и со овој лек кој ви го објаснував пред малку, треба да намали тој инфламаторен одговор на организмот, зборувам за кортикостероидите, и ние веќе извесен период наназад, заклучувајќи го тој систем, тој механизам на функционирање, ги даваме тие високи пулсни дози на кортикотерапија со постепено нивно во неколку дена симнување, во кој што исто така сме имале позитивен ефект. Повторно, многу сериозно, следејќи го пациентот каде тоа можете и смеете да си го дозволите, гледајќи различни параметри. Денеска еве научниот свет тоа и го потврдува дека е исправно и дека е функционално, дека има бенефит пациентот од ваквиот третман. Ако може да надополнам доктор Милена, околу давањето на терапијата, инфектолозите селектираат група на пациенти од аспект на коморбидните состојби кои што ги имаат, бидејќи и секогаш терапијата дава своји, да кажам, несакани ефекти. И високо, значи ние не ги бираме пациентите, ново ќе дадеме, ново нема дадеме, ако ги исполнува критериумите, бидејќи кај нас за цело време можам да кажам, имаме пациенти со многу тешка клиничка слика, и ако ги исполнува критериумите, бидејќи еве и овој последниот што е калетра, односно лувијата, дефинитивно знае кај одредена група на пациенти да даде сериозни компликации и затоа секогаш се дава мултитимски, значи инфектолозите селектираат група на пациенти кои што понатаму се гледа од интерници од разни специјалности и дали тоа го дозволува целокупниот организам да го издржи тој лек со цел да се, да кажам, видат ефектите позитивни, да не се наштети на пациентот и нормално ако приметиме несакани реакција од терапијата, веднаш таа терапија ја прекинуваме. Околу кортикостероидната терапија, пошто имаме бройни коморбидни состојби, ќе кажам, предискочат исто и сега препораките со дексаметазон, Джина и Голдо, тоа се водичи кои се служат во третман на астма и хоп, бидејќи тие користат инхалаторна кортикотерапија и истовремено с тешките астми имаат и орална кортикотерапија. Значи ние ги имаме препораките добиени од сам старт буквално од овие водичи за астма и хоп, така дека тие пациенти кои што имаат астма и хоп и сега имаат плюс COVID-19 инфекција и како ради таа обструкција која што се јавува, ние сме ги давале урбазон или венски, нормално по протоколите кои што родат за болни да астма и хоп. Понатаму имаме болни кои што примале имуносупресивна терапија. На ниеден од тие пациенти ние таа имуносупресивна терапија, например, дојде пациенти со трансплантиран бубрек и ковид, кои што останат на имуран и на, да кажам, и на ниски дози на декортин. Не сме воопшто прекинале ништо, но ова, познавајќи го, да кажам, менталитетот на нашиот народ, не значи дека сега треба да земеме таблети дексаметазон и да превенираме тоа, да апелирам, тоа е сериозен лек кој што се дава строги индикации, бидејќи да бидеме реални, кортикостероидите имаат антиинфламаторно дејство, но истовремено не се баш добар борец, сојузник во борба против вирусните инфекции, бидејќи прават супресија на имунитетот. Ние, како лекари, ќе можеме да кажеме каде треба да се направи таа супресија на имунитет како резултат на преголем имуноодговор, а никако да го земаат, еве да апелирам, пошто многу сакаме и да веруваме на еве да кажеме и луѓе кои што не се разбираат во медицина, еве сега тука е лекот, како што се деси одно недостиг на азитромицин, кога се слушна дека азитромицин е лек за болеста. Нема во моментов се уште ниеден потврден лек кој што е ефикасен. Има лекови кои се секој ден откриваат, таков е ремдесивирот, и се најавуваат и нови лекови кои што покажуваат успех, но далеко од тоа дексаметазонот да може да се зема на своја рака, бидејќи ќе направи чир, ќе направи диабетес, смртно шеќерна болест, ќе направи хипертензија, ќе направи остеопороза, ќе направи супресија на имунодговор и ќе направи да луѓето бидат и поподложни кон вирусните инфекции. Тоа да стане јасно за гледачите. Зборувате за другите хронични болести како отежнувачка околност за заразените со новиот коронавирус. Од искуство, доктор Стевановиќ, кај вас кој коморбидитет е најчесто среќаван и најлошо се однесува во ситуација кога имате
заболен од COVID-19? Па, јас верувам дека тоа се истите пациенти, тоа се пациентите пред се со хроничните белодробни заболувања, секако хроничните срцеви болни, ништо помалку пациентите кои имаат нерегуларна покачен крвен притисок, пациентите со шеќерна болест, посебно оние кои не се добро регулирани, кои веќе имаат компликации од собствените хронични болести. Колку дебелината реално е проблем? Не помалку битно, но секако последно сега ќе го наведев и обезност, односно дебелината е исклучително битна и таа со себе сама по себе носи низа отвара врата за низа хронични болести, како што се и крвен притисок, како што се срцеви заболувања, како што е диабет и така натаму. Значи, дебелината сама по себе е проблем, здравствен проблем, кој допринесува за можно отвара врата за компликација на многу болести, вклучувајќи возраста се сметаше исто така возраста и понатаму останува сериозен ризик фактор за лош исход на болеста. Но пред некој ден дадовте една изјава во која што рековте дека и кај нас, како и во други земји, една група на пациенти на средни години исто така многу тешко ја манифестира болеста. Да, на жалост да, тоа е реално. Значи јас повторно не можам да кажам колкав е процентот, но дека ги гледаме и дека се случува тоа е вистината и тоа не може. Тоа мора луѓето сите да го сватат. Знаете како, мораме да бидеме многу прецизно да се изразуваме, да луѓето не разберат и тие така да се придржуваат до она што го кажуваме. Не само се ова што го наведовме до сега на вистина, во сериозен голем број пациенти ги имаат овие компликации и тежината на болеста секако определена и од овие сите хронични болести, вклучувајќи и дебелината, вклучувајќи и возраста, но не така мал број на хронично болни сме излекувале, на пациенти со сериозна длабока возраст и обезни и што вика колегата, без еден бубрек со сериозни други болести. А од друга пак страна, релативно млади луѓе, наши генерации луѓе, кои без пријавена хронична болест, на жалост ја изгубија битката со болеста. Зошто е тоа така? Јас до сега не сум прочитала објаснување од искуствата што ги имал светот. Можам да предпоставам па да кажам, нередивните систематски прегледи, непознавањето на можни присутни болести кои не ги знаеме, не ги лекуваме, не се под контрола. Да, затоа и непријавена хронична болест. Но не ни пријавиле воопшто, а да знаат, но исто така и отсутство на се ова. Факт е дека ние изгубивме млади и здрави предходно луѓе без можност да им помогнеме да се изборат со болеста. Од тука и сериозноста да секој еден исклучително сериозно мора да ја свати и на вистина секој ден мора да се придржува до она што го зборуваме со цел да го сочува своето здравје и здравјето на своето семејство, вклучувајќи ги и децата. Тие исто така се инфицираат, тие исто така може да ја пренесат инфекцијата, иако до сега она што е наше искуство врзано со најмладите е позитивно, со брз брзо опоравување на најмладите. Да, што би била најголема помош за вас, докторе, и за вас, докторке, од пациентите, од граѓаните, од потенцијалните пациенти? Дефинитивно вирусот не штеди никого. И ако човек каже, јас сум млад, како ќе спомна докторка Мелена, јас можам да потврдам од практично искуство, сме имале болни кои што имале тешки коморбидни состојби, кои што сме успеле да помогнеме, а сме имале, за жал, и луѓе кои што буквално од чисто здравје, добивајќи го вирусот, за неколку дена се случува ова што се случува како резултат на таа цитокинска бура која што претходно ја спомнав. Да не заборавиме дека вирусот има огромен афинитет, освен према белите дробови, према ендотелот на крвните садови, према срцето, према срцевите клетки. Така да правејќи го тоа оштетување дифузно, како што
како што спомнав, овој пресилен имун одговор го ги напаѓа белите дробови, оневозможува дишење, истовремено го напаѓа и срцето. И буквално се случува едно акутно срцево затајување. Ствара, освен овие макротромби кои што реков, во артеријска циркулација па прави инфаркти или во венска циркулација па прави венски тромболи, толку имаме микротромботични настани кои што понатаму завршуваат со на дисеминирана интраваскуларна коагулација. Значи, проблемот не е, фала Богу дека луѓето кои што имаат посредно заболување се вулнерабилна група, но никој не е поштеден. Буквално и здрави луѓе кои што ви гарантирам дека и немале, не само што не знаеле по научен сесамски преглед, него немале, но еве се случил еден преголем имун одговор. Зошто го кажувам ова? Не од аспект да ги сплашам луѓето, далеко е тоа, но треба луѓето да разберат, бидејќи најголемата помош за нас како лекари кои што се разболуваме исто, бидејќи ние сме луѓе. И не можеме да кажам овој напор што го превземаме и целиот здравствен систем, нашата установа обслужуваше илјадници болни со брojни коморбидни состојби кои што сега не може да дојдат до нас, нели? Значи, најголемата благодарност, ако сакаат да искажат према нас, ќе биде со наједноставни чекори да ги почитуваат мерките. Има време за кафиња, има време за дружби, животот продолжува. Се што треба е маската, мијање раце, избегнување на големи скупови, се прави разговори на 2 до 3 метри оддалеченост, се одложува средбата со пријателот, се одложува матурската вечер, секогаш може да не биде убаво. Најбитно е да го сачуваме здравјето. За жал, велам повторно, изгубената доверба која што има пациентот према лекарот која што градена години наназад, недобро досвестена многу луѓе, и лекцијата се научи од истите тие луѓе на најлошиот можен начин преку губиток на животот на некој нив близок или загрозување на животот во околу нив. Докторке, гледавме кај вас на клиниката луѓе кои што дава изјави, сведочеа и самите велеа, не верував дека ова постои, ама еве сега кога и мене ми се случи, апелирам до сите дека сепак почитувањето на мерките е најдобрата заштита. Предоставам дека ќе биде полезно и вечерва да се каже дека не е срамно да се тестираш, не е срамно дури и да си позитивен, не е срамно да имаш симптоми. Јас повеќе пати сум кажала, со обзир на тоа дека вие нас како ни рековте ковид лекари сте, јас сум некако научена да ме викат некаков лекар, ме вика хив лекар, па сега ковид лекар и така натаму. Јас во моето 22 веќе годишно искуство како бел мантил имам научено дека искусено, професионално, дека во нашава држава највише е срамота да се биде болен од нешто. И тоа не сме да биде така. Значи, од болест никој не сме да се срами. Болест е состојба, се надевам привремена, а иако е хронична, која мора да се лекува, да се држи под контрола, да се максимализира квалитетот на живот, а тоа ние можеме да го обезбедиме како лекари, секој од својата бранша во своето поле на делување. Од тука, секој еден кој има мака, имаме одличен систем на матични лекари кои во оваа пандемија се вклучија и функционираат одлично. Треба да ги контактираат, треба да ги бараат, треба навреме да ги бараат прегледите, да побараат и планираат тестирања, да навремено стигаат до нашите институции. Ме прашувате за капацитетите. Капацитетите се пополнети. Има уште, ако брзо, ако соодветно лекуваме, и ќе излекуваме, и ќе доаѓаат нови. Но целта е да не доаѓаат нови, целта е толку едноставна заштитата, да само малку ако се потрудиме, нема да има нови. Уморни сме, велиме. Уморни сме. Не може би било неодговорно да кажем исто така дека не, никој не е уморен, сите сме таман, идеме понатаму. Не, уморни сме, но професионалци сме. И пред нас е една цел. Колку и да тоа може би драматично звучи од страна, но тоа е фактичка состојба. Луѓе дошле, оставиле фамилии, дошле да помагаат. Ни помагаат. Ние сите заедно се трудиме максимумно да го направиме за пациентите и тоа треба да се почитува. Навистина треба да се почитува, тоа што единствена цел ни е да болката
која оваа болест ја продуцира на секое ниво, во многу семејства, ја минимизираме и ланецот прекинеме. Мораме да привршуваме. Може, срамота не е Кратко, да се разболеме од било која болест, ниту пак од болеста COVID-19. Срамота е да не ги почитуваме мерките на кои што упорно инсистираме многу месеци наназад. Срамота е кога знам дека сум болен, па ќе скријам од пријателот, другарот со кој што сум бил во контакт. Срамота е кога, знаејќи дека сум болен, истовремено организирам некоја прослава, или некоја веридба, крштевка, свадба, мекици или било каков друг аспект. А не е срамота да ги почитувам мерките и не е срамота да се однесувам професионално, односно човечно, со цел да невозможам ширење понатамошно на болеста. Толку беше времето за вечера. Верувам дека допревме до свеста на дел од граѓаните дополнително, не дека огромен дел не се свесни и не ги почитуваат мерките, но има се уште еден сегмент кој што не е свесен дека сепак капацитетите на здравствениот систем се ограничени, се уште има место во секој здравствен систем се ограничени, се има своја граница и максимална моќ. Јас би сакал само за крај да упатам голем поздрав, значи освен до колегите кои што навистина работиме со петни жили, колегите кои што доаѓаат да ни помагаат и да не ги заборавам медицинските сестри. Дефинитивно, затоа што навистина овој период работиме тимски до последна атомна снага. Тоа е тоа. Ние мораме да издржиме, немаме избор и ќе издржиме, но за да имаме квалитет и се поголем и подобар успех, треба помош, а тоа е само од граѓанинот кој ќе внимава и ќе ги применува мерките. И голема поддршка и доматичните колеги, дефинитивно. Да, благодарам што бевте дел 360 степени. Благодарам за поканата. Останете со нас, по паузата е саботажата. Рубриката Вукајлија е збогатена со уште еден автор кој честопати умее да користи вистински зборови од изумрени јазици, ама во жива дебата и на погрешно место. Тие добиваат уште поголема длабочина откако експертски ќе прогласи за окултно, нешто што толку боде очи. Не е тоа експлицитно како што ги пишува овие работи, туку е тоа скриена кампања. Затоа што они викаат сакаме премиер Албанец, мене ми делува тоа дека на тој начин сакаат да го привлечат елаборатот. Трката по електорат сепак бара малку повеќе од елаборат, бидејќи тие не се ловат со излитени фрази и празни флоскули, а веќе секому станува јасно до каков резултат води практикувањето на формален, а не на реален патриотизам. Што повеќе растеше бројот на албанците вработени, поставени на раководни места, албанците се чувствуваат по-незастапени. Знаете зашто? Оти тие не беа таму за да штитат права на граѓани, да сервисират граѓани. Тие таму беа за да ја служат на партијата, на ДУИ. Токму затоа таа скапа партиска ергела вдомена во државната штала нема некоја посебна потреба да внимава на работните задачи од интерес на државата. Па веќе 2 недели секојдневно служи за подсмев, бидејќи за разлика од митингашките бини на државната платформа, нималку символично не успева да погоди ниту планина, ниту езеро во државата која ги плаќа. Символиката, откако беше направена платформата Дома си е дома, беше да даваме пример, но истовремено да даваме порака дека иако немаме на некаков начин море во нашата држава, ако ја гледате сликата, имаме планини, имаме езеро. Оправдувањата дека не само што на некаков начин немаме море се слични со оние за автопатот од Охрид кон Кичево, кој на некаков начин се уште не може да ја поврзе кампанската слика од некакви планини, од кои се очекува да се види некакво езеро. Грешката според оние што ја користеа дека е наследниците, оти покрај добро познатите факти. Тие не се потпрале на традиционалните мајстори и нивните искуства. Кинези го трасира, инженери и македонски, кинески, и кинескиот зид го направиле како што треба на времето кога било тоа тема. Кинескиот зид за волја на вистината се градел 200 години, што и не е баш некој урник.
Но едно е пат, а друго е зид. За разлика од зидот, кај патот мора да има можност за свртување, па дури и преку газење на линијата. Видете, постои една голема работа во животот. Значи, сепак мора да има црвена линија. Без оглед како живеете и што живеете. Во еден дел од вашиот живот мора да постои црвена линија. Вашиот шеф во една телевизија беше 9 години затвор, ако не и 10. И денеска ти да ми настапуваш од позиција на ВМРО ДПМН, у чие време Велија лежеше 10 години затвор, мислам дека ти си ја надмашал црвената линија. И на крајот, пак од почеток и тоа со газење врз линијата. Зборови на дела. Хик родус, хик салт. Или да не раскажуваме приказната за Родос и за Крит, да кажеме на српски, тоа се вика прво скокни, па после каже оп. Кој знае како ова би звучало преведено на македонски, но барем едно е јасно. Иако никаде не се споменува Крит, басната на Езоп, символично, на сите јазици, па дури и на најпознатиот, српскиот, се вика фалбаџијата. Завршува уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.